Моментално се наоѓаме во Основното училиште Климент Охридски во Битола. Мои денешни соговорници се директорката на Основно училиште Андријана Миголовска и ученичките кои што во овој период освојуваат награди и се истакнуваат со својата трудолюбивост. Директорката на почеток ќе разговараме за овој брод кој што е моментално на масата. Е изработка и на ваша ученичка, додека бевте вие во настава и бевте ментор, па како дојде до идејата да се реализира овој брод, да оди во тие бродомоделарски конкурси и сето тоа? Значи, ме вративте во времето кога си ја работев таа благородна работа со учениците и кога со Евгенија ги започнувавме првите, да речам, обиди, нејзиниот талент кој што многу брзо се препознава да се развие и нејзината љубов кон моделарството и сите тие практични вештини да дојдат до израз. Ова сега е само веќе надградба на тие почетоци, кога неуморно Евгенија се вклучи со мојата малечка поддршка, да речам, на некој начин можеби повеќе мотивирачки отколку практично и координативно, за денес еве да стигне до степен да освојува награди на државни првенства по бродомоделарство, кога доживеа секакви ситуации и оние кои што допрва во животот ја чекаат од конкуренцијата и да речам непријатности и позитивни и негативни искуства. Така да јас сум горда што ученици како Евгенија, Катерина, талентирани, врват низ нашето училиште. Ние сме, да речам, на некој начин расадник на талентирани ученици во кои без разлика на се, без разлика на тешкотиите со кои наставниците се соочуваат во нивната работа, тие сепак одвојуваат време да се вклучат, да ги менторираат и тоа е всушност наградата, најголемата награда кога тие ќе се вратат со освоени награди, наградата за нивниот вложен труд, зашто над се останува споменот на убавите моменти споделени со тие деца. Да се навратиме. Овие макети се изработуваат и исто така по предметот информатика и технички вештини. Мислам дека така беше називот на предметот. Образование, да. Каде што можат учениците да ги истакнат своите архитектонски познавања, она што некои таленти кои што ги поседуваат градежни, така што во иднина би можеле и да се запишат на тие факултети и да го продолжат образованието и да бидат од голема важност за нашето општество. Колку на тие предмети се поттикнуваат да изработуваат вакви предмети, што најчесто се изработува? Морам да истакнам дека прво и да ви го изразам моето воодушевување за идејата да го потекнете тој проблем. Значи, тој проблем на денешното образование на некој начин, бидејќи реално техничко образование е предмет кој што е изборен, тргнувајќи во 7, 8 и 9 оделение. Да речам, дополнително е тоа што учениците имаат право да го бираат само еднаш. Значи, еднаш во 7 и толку, 8 евентуално или само 9. И на тој начин можноста за континуирана информација за било какви технички науки се прекинува. Значи, предметот се изучува во 5-то, 4-то, 5-то и 6-то оделение, а потоа е изборен само еднаш. На тој начин, сите оние идни архитекти, инженери и така натак, ученици кои што сакаат да се запишуваат на инженерските средни училишта и факултети, можноста и информацијата им е се помала. И можеби тука е најголемиот проблем зошто учениците, нашите ученици се помалку се запишуваат на инженерските, односно на техничките факултети или архитектонски или градежни и така натак. Единствено овие ученици остануваат на милоста на нивните наставници,
кои во континуитет и покрај тоа што не се слуша предметот се слушал или во 7 или во 8 или во 9, меѓутоа тие си остануваат во комуникација со своите ученици, ги поттикнуваат и работат со нив и вон работното време, за да може да се негува тој талент и тие деца и понатака да продолжат со нивната љубов, односно веќе се насочуваат со нивниот професионален и кариерен развој. Од тие причини јас од секогаш и уназад и се уште се залагам за измени во образовниот систем, во погледот на вештините, да се овозможи континуирано изучување и во 7 и во 8 и во 9 оделение на предметот техничко образование, информатика и сите оние предмети кои што развиваат вештини и практични знаења, значи примена на теоретските знаења во пракса, за да можат уште од основно образование учениците веќе своите знаења теоретски да можат практично да ги применат. Веќе статиката, дел од архитектонските знаења кај Евгенија се развиваат бидејќи посебно се работи во тој дел. Но тоа е вон работното време на наставникот, што навистина е за поздравување. Значи тука би го ставила акцентот сепак на наставниците. А ако се земи во предвид дека во самиот предмет се предвидени програми од архитектура, од градежништво, од технологија, енергетика, значи сите оние, да речам, домени на интерес на учениците кои што понатака би се развивале и кои што се суштински за економскиот и општествениот развој на една земја, мислам дека треба да се обрни посебно внимание. Сега, може би од една мала, да речам, искра на идеја за ваква љубов, веќе развиваме и дискутираме за еден општествен проблем. Бидејќи Евгенија го моделира еден од најпознатите светски бродови Титаник, ќе се навратам и на минатото кога овој предмет го носеше називот ОТП, познат кога јас уште учев, и тогаш добивавме едни пакетчиња со материјали кои ги работевме преку целата учебна година и доста се стекнуваа знаења со работа со дрво, со метал, па со лемење, сето тоа. За некој тоа представува и почеток на една кариера. Многу од учениците тука се запознаваа со патот на како електричната енергија се спроведува, како се бруси дрво и така натаму, и на некој начин се зголемуваат нивните интереси, оттогаш и нивните насоки за тоа што ќе студираат. Се надевам дека голем дел од вашите ученици сега студираат на техничките, на архитектонските науки. Се надевам дека и дека ќе продолжат. Да, се надевам дека искрено во времето кога програмата беше обмислена да во континуитет се изучува предметот техничко образование во ово осмолетката, значи во тој период, мислам дека доста голем дел од учениците се насочуваа на тие инженерски факултети и денес имам ученици кои што да речам веќе работат како инженери, енергетичари и така натака. Сега е се помала можност. Значи сега е се помала можност, единствена можност од моето искуство кој што до сега го имам како наставник е да овие талентирани ученици и понатака ги издвојуваме и работиме со нив надвор од работното време, а и за нив надвор од оние наставни предмети кои што ги имаат, за да можат да продолжат понатака со нивниот афинитет. Друга опција не постои. Меѓутоа, според нашиот образовен систем, во училиштата и во нашето училиште постои програма за работа со талентирани и надарени ученици. Нашиот училишен психолог редовно секоја година врши тестирање на учениците за нивото на интелигенција и аспектите на талентираност и надареност, која што понатаму се споделува со наставниците и се врши еден вид споредување на нивните резултати во домените каде што се талентирани и понатака и наставниците изработуваат посебни програми за ученици кои што се талентирани и надарени и со нив се работи на дополнителна настава, се подготвуваат за надпревари, се подготвуваат за настани, за кои што во секој случај ние како во соработка со локалната средина, со невладини организации и така натака, веќе тие ученици се издвојуваат, изработуваат проекти, издвојуваат теми
според кои реализираат проекти и веќе се препознава нивниот афинитет за нивниот иден кариерен и професионален развој. Од мојата лева страна е ученичката Евгенија Девитарова, ученичка во 9-то одделение. Таа е креаторот на овој преубав брод Титаник. И сега ќе те замолам, Евгенија, да ми кажеш како ти дојде идејата да го изработиш токму Титаник? Па имам желба да изработувам модели од дрво и од хартија и погледнав неколку видеа на YouTube и решив да направам и да се преварувам на преварот кој се одржува од Народна техника еднаш годишно, за која освоив прво место, исто така и претходната година учествував, за која освоив трето место, потоа учествував на преварот во Скопје, каде што видов многу убави модели и решив да направам Титаник. Го правев околу 4 месеци и мислам дека убав модел. Кои се перформанси ги има овој брод? Долниот дел му е направен од лесонит, а горниот од картон и од хартија. На задниот дел имам ставено електромотор и перка, преку која се предвижува модело и имам ставено од лед диоди во бела боја. Од каде потекнува љубовта токму да изработуваш макети? Па од мала изработував макети и решив да направам Титаник. Дали ова е твое единствено дело или имаш повеќе изработки? Имам повеќе изработки, за кои исто така се надпреварував, имам освојувано награди. И сега може да ни кажеш кои награди ги имаш освоено? Па првата награда во областа на бродомоделарство ми беше со директорката, за која освои прво место. Не се надевав тогаш дека ќе освојам, но сепак ете. Потоа се преварував во Пехчево, за кој добив и диплома. И претходната година освоив трето место, потоа се пријавив на преварот во Скопје и таму освоив трето место. И бидејќи сега си во 9-то одделение, каде планираш понатаму да го продолжиш твоето образование? Може би во техничко училиште? Или во техничко, или во горната гимназија. Што би сакала да бидеш ете кога ќе го завршиш средното образование? Дали се гледаш некаде каде создаваш нови градби, нови модели или како научник? Па би сакала да завршам за архитект. Значи сакаш да градиш куќи? Да. А што е она што те фасцинира во оваа работа, во бродомоделарството конкретно? Па сакам да направам нешто ново, за да имаме некои нови работи и решив да го направам. Од кој имаш најголема подршка кога станува збор за создавањето на вака прекрасни макети? Па најголема поддршка од родителите и од наставниците. Несомнено е дека основното училиште Климент Охридски представува расадник на таленти. Тука со мене е Екатерина Паскова, која што неодамна освои награда на еден надпревар по математика. Катерина, многу од учениците некако се плашат од математика, која станува збор за бројки, геометрија, сето тоа, но ете ти се соочуваш со тој предизвик. Што е тоа што те навлече на математиката? Тоа што ме навлече во математиката прво е дедо ми. Тој уште кога бев мала, математиката ми ја правеше како забава и после тоа јас сакав поќе да постигнам и тоа ми беше како предизвик. И ова го правам и за мене како и за него, тој ме внесе во математиката. Бидејќи и кај нас, но и на Балканот и ширум светот постојат повеќе надпревари по математика, каде што можат учениците да се надпреваруваат, да ги покажат своите знаења, а ти неодамна го освои третото место на еден од тие надпревари. Кажи ми нешто повеќе. Па се започнува кога уште сега во февруари одиме на училишен надпревар за да видиме кој ќе премини понатаму. Понатаму имаме општински, регионален, државен, па олимпијада. На олимпијадата се надпреваруваат деца до 15,5 години во јуниорска категорија, кои понатаму ако освојат нешто на таа олимпијада одат на Балканијада или на Европскиот математички куп. Јас отидов на Европскиот математички куп, каде што освоив трето место. Таму се надпреваруваја во јуниор категоријата деца до 17 години. И сега дали може да направиш некоја разлика од учењето на математика кај нас во Македонија, бидејќи ти си исто 9-то одделение, така? Да. И
учениците од другите земји што изучуваат? Па не знам баш за нивното изучување, но знам дека тие имаат добри пласмани во ранглистите. Значи и тие се занесени во математиката како и мене. Имаше можност наверојатно да се дружиш со ученици од други земји и градови, што ти остави најголем впечаток? Па и немав баш такви односи, бидејќи секоја држава одбираше град во кој ќе се одржи надпреварот и кога ќе ги решевме ние задачите, ги предававме во папки и тие ги пуштаа преку пошта кај главните. Каде се одржа? Па за Македонија градот каде што се одржуваше надпреварот беше Скопје и таму се одржуваше надпреварот. Да. И сега, бидејќи спомена дека математиката на некој начин ја разбираш како забава. Многу има од твоите соученици кои што се преориентирани на нешто друго, па малку да кажем условно се плашат од математика или им е тешко, како да направат математиката да им е еден од омилените, полесен предмет? Па нека не ја сваќаат математиката како обврска, туку нека ја сваќаат некако како предизвик. Да се надпреваруваат самите со себе да постигнат нешто повеќе. Кој е твојот ритуал кога станува збор за математика? Дали секојдневно решаваш за да одржиш некаква кондиција или едноставно кога сакаш, кога ти е жилба, тогаш седнуваш и решаваш задачи? Седнувам и решавам буквално. Кога ќе ми дојде онака некоја мисла и одма сакам да земам задача, овде се користеше тоа и го применувам. Само сакам да кажам дека ако не застанеше зад мене мојата менторка, јас од ова ништо немаше да направам, мојата менторка Снежана Захариева.